Една недела по упокојувањето на владиката Кирил, Синодот на Македонската православна црква Охридска архиепископија ја започна постапката за назначување на нов владика во Полошко-Кумановската епархија. Промени се најавуваат не само во делот на првиот човек на епархијата, туку и организационо. Имено, досегашната Полошко-Кумановска епархија со која раководеше починатиот владика Кирил е поделена на две епархии – Кумановско-Осоговска и Тетовско-Гостиварска. Според одлуката на Светиот Синод, седиштето на првата епархија ќе биде во Куманово, а на втората во Тетово. Владиците вчера не пристапиле кон именување на новите владици. Тоа најверојатно ќе се направи на првата синодска седница, која ќе се одржи по 40 дена од упокојувањето на митрополитот Кирил. Синодскиот портпарол, владиката Тимотеј, вчера објасни дека ова е направено поради фактот што Полошко-Кумановската епархија е една од најголемите во земјава. Според него, постои потреба надлежниот владика да е повеќе присутен во епархијата и тоа ќе се овозможи со поделбата. Оваа промена треба да се верификува на Црковно-народниот собор, но таа сигурно ќе помине бидејќи е донесена со консенсус од сите членови на Светиот Синод.